Неповолната хидролошка состојба и слабите врнежи во текот на зимскиот период скоро за цел месец го пролонгираат носењето на годишниот план за наводнување од хидросистемот Брегалница. Во споредба со минатата година, за оваа сезона недостасува над 1/3 од потребната количина вода. Поради тоа, во водостопанската подружница Брегалница се уште се прават пресметки за површините со ориз и други земјоделски култури, што би можеле да се наводнуваат со сегашните ресурси. Сезонава ќе ја почнеме со минус од 35 милиони кубни метри вода. Во моментот во браната Калиманци се акумулирани околу 76 милиони, а во истиот период лани имавме 115 милиони кубни метри вода. Таквата состојба е главна причина поради која утврдувањето на планот за наводнување за оваа година го пролонгираме до крајот на март. Очекуваме со постојниот доток да се обезбедат барем 80 милиони кубни метри, информираа од водостопанската подружница Брегалница. Јасно е дека со ваквата количина вода значително ќе бидат намалени површините што ќе се опфатат во планот за наводнување и за кои водостопанската подружница има обврска да обезбеди вода до крајот на сезоната. Во моментот се прават калкулации кои полиња ќе бидат одбиени од каналската мрежа на хидросистемот. Намалување на површините што ќе се наводнуваат ќе има кај сите земјоделски култури и во Кочанско, Свети Николско, Пробиштипско и Штипско. Сепак, најмногу намалувањето ќе го почувствуваат оризопроизводителите. За разлика од лани, кога се наводнуваа околу 3500 хектари со ориз, проценките се дека во Кочанскиот регион годинава ќе има над 1000 хектари помалку. Нелегалната депонија за комунален и друг отпад во близина на селото Чифлик е затворена. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево информираат дека во изминатиот период со механизација целосно се работело на чистење и дислоцирање на отпадот, со што сега просторот е преуреден. На местото каде што стоеја копишта ѓубре е нанесен и слој од земја. Просторот е израмнет и среден. Од општинската администрација упатија апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за забрането фрлање отпад и заеднички да се грижат за чистата и здрава животна средина. Дивата депонија кај Чифлик беше една од неколкуте нелегални локации на територијата на општина Чешиново Облешево, на кои граѓаните депонираа отпад. Неизиното расчистување е дел од проектот за решавање на проблемот со загадувањето преку изградба на регионални депонии во државата. Слични активности се започнати и во другите општини, за што е избрана и фирмата Ескаватори, која ја презема обврската да го спроведе расчистувањето и уредувањето на дивите депонии во источниот регион. Реализацијата на проектот за подобрување на условите за земјоделското производство во општина Зрновци, со кој се градат помошни канали и каскади во коритото на реката Зрновка, тече според планираната динамика. Градежните работи за изградба на бетонскиот канал во местноста Виничка вада во должина од 1450 метри во голем дел се веќе завршени. Расчистен е и просторот од постојните грмушки и дрвја, со што е подобрена и прегледноста на регионалниот патен правец од Зрновци кон Виница. Во рамки на проектот е влезена изградба на канал за наводнување во местноста Морошка вада во должина од 850 метри, како и изградбата на 3 каскади на реката Зрновка. Покрај изградбата и бетонирањето на каналот за наводнување во Морошка вада, паралелно се пробива и уредува пристапен пат до земјоделските површини во оваа местност, со што на сопствениците на земјоделските парцели ќе им се овозможи полесен пристап. За реализација на активностите, кон крајот на минатата година општина Зрновци обезбеди 9,5 милиони денари преку источниот плански регион, како дел од програмата за рамномерен регионален развој. При тоа за изведувач на градежните работи беше избрана компанијата Стоименов од Кочани. Со реализацијата на проектот за подобрување на состојбата со каналите за наводнување и со изградбата на каскадите во реката Зрновка, значително ќе се олесни работата на земјоделците, при што ќе се обезбеди и поголема количина вода за наводнување. Исто така ќе се заштитат и асфалтираните патни правци покрај каналите, кои претходно беа на постојан удар од надојдените излеани води. Околу 5000 евра од сопствената сметка планира да издвои комуналното претпријатие Водовод
за да се поправи дел од цевководот и резерварот за геотермална вода на локацијата кај Горни Подлог. Ваквите трошоци се во рамки на активностите за одржување и санирање на оштетување на системот, што се предизвикани поради дотраеност на материјалот. За разлика од вонредните поправки на изолацијата на главниот цевковод, што се прави скоро секоја година, во овој случај се работи за вообичаена постапка за одржување на виталните делови на геотермалниот систем. Процедурата за реализирање на санацијата е веќе започната со објавувањето на јавниот повик за избор на изведувач на работите. При тоа, заинтересираните изведувачи можат да поднесат пријава до 28 март. Иако не станува збор за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави на одредени временски периоди, со што се обезбедува стабилност и исправност на целиот систем. Се работи за релативно мал зафат за отстранување на рагиосаните и поставување нови цевки, како и нивна соодветна антикорозивна заштита. Со оглед на периодот во кој се реализира активноста, кога има помал интензитет во користењето на геотермалниот систем, обврска на изведувачот е санацијата да ја реализира во период од 10 дена по склучувањето на договорот. Хумана активност со која обезбедува бесплатни ваучери за исхрана на лицата во социјален ризик, почна фирмата Благица Кичен од Кочани. За овие лица е обезбеден комплетен оброк со готвени јадења. Можат да го подигнат секој ден. Од тимот кој работи на подготовка на храната и на услуга на граѓаните, скромно нагласија дека не сакаат посебно медиумско представување за нивниот потек да не се свати погрешно во јавноста. Сепак, хуманиот гест заслужува внимание, особено во услови кога се поголем број лица не можат да обезбедат ниту еден оброк дневно. Лица кои што искрено, не се во ситуација да обезбедат оброк, за себе. Најранлива категорија станува збор за тие што се изнемоштени, не се работоспособни. Имаме одредена количина на колку ваучери ќе бидат доделени и временски период колку ќе бидат време траење месец, 2 и 3 и секако ќе одредиме според наша проценка дали тој ваучер во иднина ќе се продолжи или стопиран, бидејќи може да се промени ситуацијата не кај нас, туку кај лицата што земаат храна од кај нас. Ги следува еден оброк, тајмингот во кој што ќе може да си го подигнат оброкот е од 2 часот до 3 часот. Попладне. Мислам, сакаме да биде тој временски период кога ќе е време за ручек, Лицата на кои ќе им биде доделен ваучер за исхрана ќе можат да добијат комплетен оброк. Оброк има целосен, леп, буквално еден оброк за едно лице, може и дури 2, за да се нахранат. Веќе имаме неколку ваучери доделено. Имаме и ситуација каде што се јавуваат и луѓе што не се во таа категорија, меѓутоа им кажам уште на самиот старт, дека најранлива категорија ќе биде опфатена со тие ваучери. Хуманиот потек на фирмата Благица Кичен во јавноста во Кочани веќе добива позитивни оценки. Од таму пак упатија апел до угостителските објекти во градот и пошироко да се придружат на ваквата активност. Сите ресторанти во Кочани, па и пошироко, односно и цела Македонија, на тој начин, да можат да помогнат, пошто искрено, секој може да даде и еден оброк, и 2, и 5, дури и 10, сите со храна што работиме, на тој начин да го опфатиме, најранливата категорија, ќе помогнеме многу. Ваучерите за храна можат да се добијат во објектот на фирмата во Кочани. Преку разговор со лицата кои се потенцијални корисници, ќе се утврди дали тие влегуваат во категоријата на кои им е неопходна ваква поддршка.